Луксембург очекува Македонија да спроведе фери демократски локални избори кои ќе бидат одраз на демократијата во земјава. Ова е само една од пораките кои што денеска ги упати министерот за надворешни работи за европски прашања на големото војводство Луксембург на неговиот колега овде во Скопје. Локалните избори се на 15 октомври, тие се многу важни. Тоа се првите избори после парламентарните, после општите избори. Мислам дека ОПСЕ ќе испрати мисија за мониторинг, за наблюдување на изборите и мислам дека е многу битно да се има соодветно организирани избори и резултат кој ќе ја рефлектира, ќе биде одраз на демократијата во земјата. Луксембург е на ваша страна и ќе биде на ваша страна и во иднина. Асселборн изрази надеж дека Македонија ќе успее да постигне успех во интеграциите кон ЕУ и кон НАТО. Го поздрави договорот со Бугарија и очекува дека земјава ќе најде заедничко решение со Грција за спорот со името. Појасни дека Европската комисија може да предложи почеток на преговорите со Македонија, но за тоа да се оствари, Советот на ЕУ мора едногласно да ја донесе одлуката. Според него, доколку се исполнат сите услови, преговорите би можеле да почнат 2-3 недели по нивното исполнување. На прашањето за поделеноста во Европската Унија во однос на поддршката на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, Асселборн рече дека тој не е Виктор Орбан, иако и двајцата се функционери од земји членки на Европската Унија, дека тој ги поддржува тие што сакаат да создадат услови за нормално функционирање на државата. Македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров пак на неговиот колега му ги пренел кои се очекувањата за Македонија за влез во ЕУ и НАТО, како и тоа дека проблемот со името не треба да биде проблем за отпочнување на интеграциите. Му кажав на Жан дека доаѓа во многу важен момент за Македонија и за Балканот. И во поглед на внатрешните реформи и во поглед на нашата нова надворешна политика. Му ја представив нашата позитивна приказна и го уверив дека ќе направиме се што можеме до крајот на оваа година да направиме доволно за да ја убедиме Европската комисија да ни даде чиста препорака и ќе направиме се што можеме да ги убедиме нашите соседи и нашите европски пријатели дека Македонија треба да почне пристапни преговори со Европската Унија идната година. Зборувавме, се разбира, и за НАТО алијансата и за тоа колку убаво влијание ќе има членството на Република Македонија во НАТО во однос на нашата стабилност и во однос на стабилноста во регионот, на Балканот. Одговарајќи на новинарско прашање за изјавата на Хојтји дека за евроатланската интеграција клучно е да се има одговорност за прислушувањето, Димитров рече дека извршната власт не е таа која што може да одреди одговорност, туку судската власт. Шефот на дипломатијата на Луксембург денеска ќе се сретне и со премиерот Зоран Заев, со претседателот на државата Ѓорги Иванов и со претседателот на собранието Талат Џафери.